Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Таман помисливме дека со одењето на Мицкоски на екскурзија, нели, не на одмор, ќе се одмориме едноставно од лагите од страна на владата, кога еве се појави неговиот заменик кој што лаже колку него, а веројатно и уште повеќе. Го слушаме Муцунски како ја објавува новата фаза во ВМРО, а новата фаза е откако редовно не демантираат нас, сега почнаа самите себе да се демантираат. Интересно. Да погледнеме какви изјави на Муцунски објавија медиумите пред 10 дена на 3 август. Јас ќе ги прочитам за да помогнам. Има разговори под радарот за деблокада на ЕУ интеграциите. Се водат разговори под радарот за деблокирање на европскиот пат. Се водат разговори под радарот за деблокирање на Македонија. 3 наслови, различни медиуми, ист лик, ист лажго. Тимчо Муцунски. После 10 дена му текна да се демантира самиот себе и да каже дека СДСМ лаже. Не он. И затоа денеска држиме оваа пресконференција за јавноста да се увери кој всушност ја откри новата стратегија и новиот проект на владата на Мицкоски. Значи не се работи за никакво премолчување, не се работи, се разбира што се однесува до Муцунски за некој демант, едноставно е фатен во лага. Тоа е позната шема која што ја веќе видовме, но интересно што сега Муцунски се во оваа улога. Откако ја среди состојбата во општина Аеродром, откако ја среди нашата дипломатија, среди состојбата во МНР, сега му дале задача да се занимава со домашната политика. И сега ќе се заканува на опозицијата, на граѓаните дека шират паника. Ова нас во СДСМ ни е многу добро познато, ние веќе ги видовме сите урнеци, сите типови на декрети по урнекот на Хитлер против слободата на говорот. И кога ние информиравме јавноста за труењето во Гостивар и дека на 50 места едноставно нема податоци дали водата е за пиење, дали воопшто може да се користи макар како техничка, сега гледаме дека доцнати со западнонилската треска повторно се закануваат. Повторно истата шема. Да се подсетиме дека Мицкоски од собраниската говорница нарачуваше процеси против опозицијата и така натаму. Ги навредуваат и понатаму граѓаните со талок, ја навредуваат и понатаму опозицијата, продолжуваат со истата реторика, која што секако нема да им помине. Сакам да им порачам. Немаат аргументи, немаат резултати, немаат одговор на ниту едно прашање. Има само афери и има само лаги. На крај, сакам многу отворено да ги прашам дали мислат или дали некој во ВМРО смета дека нас во СДСМ ќе не заплашат со овакви закани. Дали сметат дека народот ќе го заплашат? Зарем не гледаат дека македонскиот народ не може да го замолчат? Зарем не гледаат дека народот се буди? Народот ги прочита. Народот веќе не им верува. Сакам да им порачам дека ќе одговараат за сите лаги и за сите афери. Благодарам.